Здраво на сите. Поздрав до сите граѓани на општина Гази Баба и на градот Скопје. Во моментов се наоѓаме во така наречен арборетум Дендропарк и гледаме уште еден голем геноцид, тоест екоцид во нашата животна средина. Значи, овој Дендропарк е оформен 1953 година од страна на Земјоделско-шумарски факултет и тука во овој предел се насадени преку 600 видови на дрва. Има светско заштитени преку 70 влекачи и преку 80 видови на птици. Еве, како што може да гледате, веќе поголем дел од граѓани, значи се дојдени, сечат дрва, сечат грмушки, исто така има исчезнато и повеќе видови на птици и влекачи. Значи, животната средина буквално во општината Гази Баба е сведена на минимум. Сега маце ќе прошетаме да видиме делот на Дендропаркот. Кој во моментов е напуштен буквално од сите институции. Може таму да се види како се исечени сите дрвја. Буквално е направен масакар врз дрвата, а со самиот масакар врз дрвата исто така по дефолт е направен масакар и врз птиците. Може да дојдеме навака, значи имаме повеќе видови на дрвја. Ваква убавина ретко се гледа во нашата општина и мене ми е многу жал зошто овој предел е напуштен од институциите и е предаден буквално на сите криминалци од нашата општина да може да ја уништуваат цело време оваа златна природа. Значи, може да видат граѓаните со каква природа им е оставена на сите. Во близина на овој парк исто се наоѓаат уште две заштитени подрачја, тоа се Езерце и Острово, кој исто така се случува екоцид. Тука имаме повеќе видови на дрва, значи исто бамбуси, каде што исто е направено сечење. Може да видат граѓаните. Ова е делот каде што растат бамбусите и повеќе од 50%, значи во моментов се исечени и буквално се продавани на црниот пазар. Еве, може да се снима, значи тука сите бамбуси се исечени. Значи, јас сакам да се заложам сета оваа работа, ова богатство на граѓаните на Гази Баба, да успееме заедно со Шумарско-земјоделскиот факултет, значи да го вратиме на граѓаните на Гази Баба, да може да дојдат да уживаат во оваа природа, да не ја оставаме, значи, на криминалци да се сече оваа шума, сите овие птици што во моментов ги снемало веќе и се во фаза на умирање, да ги вратиме повторно назад. Значи, можеме да видиме сега уште еден дел таму. Значи, покрај повеќето веќе исечени дрва, измасакрирана шума, тука можеме да видиме и дел каде што дел од локалното население си го присвоило и тука во моментов се чуваат овци и крави и со тоа само ја уништуваат вегетацијата. Значи, најверојатно се работи за диво вселен граѓанин. Така да, за сега ова е во врска со Дендропаркот, а идеме следни видеа, значи за локалитетот Езерце и локалитетот Острово, што се исто така заштитени подрачја, кои што исто така се оставени на милост и на немилост на локалното население и на уништувачи на животната средина.